Вчерашните поројни врнежи уште еднаш го запалија алармантното светло за опасноста која му се заканува на градот во услови на интензивни и долготрajни дождови. Можат ли пороите да предизвикаат сериозни штети по имотот на граѓаните и заедничките добра? Е дилемата која се почесто е актуелна, особено меѓу оние кои живеат во најниските зони на централното градско подрачје и покрај реката. На потек, меѓу другото, се и стручњаците кои треба да направат анализа за потенцијалните опасности и критичните места кои се на удар при поголеми порои. Тоа што Кочани има поволна местоположба и е распослано по РИДЕС терен, само делумно го облажува проблемот. Ако се оценува дека појавата на пороите од вчерашните врнежи може да се посочи дека реките се најбујни по улиците кои се спуштаат од ромското мало кон плоштадот, потоа кон автобуската станица и кон бирото за вработување. Заедно со водите кои доаѓаат од другите улици, тие се акумулираат и прават мали езера кои им создаваат проблеми на возачите, на минувачите и на стамбените куќи и деловни објекти во рамниот дел од градот. Може би токму примерот со решението на одводот на атмосферските води на улицата Иво Лола Рибар кај основното општинско училиште Кирил и Методи е пример за долготрајно решавање на овој проблем. Потребата од навремено решавање на ова прашање е неопходна и поради наглите климатски промени кои во иднина ќе носат пообилни врнежи и поголеми опасности од